Едукативен час организиран од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН да му помогнеме на Хари Локвенец да се запознае со општината на која се кандидира за градоначалник. Господине Локвенец, бидејќи се кандидирате за градоначалник на Прилеп, а покажувате основни непознавања за својата општина, ние од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН најдобронамерно сакаме да ве запознаеме со главните карактеристики и специфичности на нашиот Прилеп. Прилеп е град во Македонија, лоциран во северниот дел на Пелагониската котлина, во јужниот дел на Република Македонија. Зафаќа површина од 1194 километри квадратни. Општина Прилеп брои 76.768 жители. Градоначалник на општина Прилеп е господинот Маријан Ристески. Општината се граничи со општина Чашка и Долнени на север, Кавадарци на исток, Кривогаштани, Могила и Новаци на запад и Грција на југ. Населби во општина Прилеп се Аличаир, Багеска ограда, Бончејца, Варош, Марино Мало, Поткули, Рит, Сточен пазар, Точила, Тризла, Центар, општина, Чачорица, Ѓогдере, Шарена чешма, Старо Корзо и градина која веќе е во изградба. Во општина Прилеп припаѓаат 58 села, меѓу кои Алинци, Беловодица, Беровци, Веселчани, Витолиште, Кадино село, Канатларци, Лопатица, Радобил, Полчиште, Прилепец, Присад, Тополчани, Чепигово, Штавица, многу други, но не и Допјачани. Допјачани се наоѓа во соседната општина Долнени. Општина Долнени го завзема северозападниот дел на Пелагониската котлина и се простира на 430 километри квадратни. Не само што покажавте географски непознавања или од општа култура, туку покажавте и политички непознавања. Затоа да ви кажеме дека општина Прилеп припаѓа во изборна единица број 4, а општина Долнени во изборна единица број 5. Господине Локвенец, дали вашите амбиции се толку големи што сакате одеднаш да бидете кандидат за градоначалник на повеќе општини? Дали поради само совесноста дека прилепчани не ве поддржуваат, барате алтернативни решенија? За крај, би сакале да му предложиме, доколку сака да се почувствува како градоначалник на општина Прилеп, барем на еден ден, утре е прочка, па може да се маскира во Маријан Ристески.